Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Гужвите во градските автобуси станаа секојдневие за сите корисници на јавниот превоз. Шпицот трае цел ден, а често се случува да мораме да пропуштиме и по неколку автобуси поради големата гужва. Ова создава нервоза и незадоволство кај патниците, а неретко и инциденти. Сите зборуваат на оваа тема, но малку се превзема за решавањето на проблемот. Патниците често се жалат на возачите дека возат како да се нарели, ризикувајќи ја безбедноста. За други, жалбите се дека се бавни и неефикасни и дека користат телефон додека управуваат со автобусот. Се жалат и на непристојно и непрофесионално однесување кон патниците, дека недостасува емпатија и грижа за удобноста и безбедноста на патниците. Патниците се прашуваат каде се оние искусни шофери кои возеа со мерка и разбирање. Од друга страна, возачите истакнуваат дека нивната работа е многу тешка и стресна. Во градот нема посебни сообраќајни ленти за автобусите, што ги прави подложни на застои и блокади. На десната коловозна лента, каде што најчесто возат автобусите, има многу непрописно паркирани автомобили. Другите учесници во сообраќајот ретко ги пропуштаат автобусите кога тие се вклучуваат од автобуските постројки. Возачите се изложени и на вербални и понекогаш физички напади од страна на незадоволни патници, кои ги обвинуваат за доцнења и недостаток на автобуси. Работниот ден е исполнет со нервоза и стрес, а позитивните моменти се ретки. Возачите се обидуваат да бидат професионални, но условите и непочитувањето од страна на другите учесници во сообраќајот го тежнуваат нивниот ангажман. Како да се подобри ситуацијата? Како гужвите и предизвиците во градскиот автобуски превоз да се намалат? Темата денеска во црвена линија е како да се подобри безбедноста и културата на возачите, но и на патниците во јавниот автобуски превоз. Кога сме кај прашањата, се подразбира. Веднаш побарајте на Инстаграм, нашиот профил е црвена линија, побарајте го во исто време и профилот на Телма телевизија. И секако кликнете веднаш на Инстаграм стори. Тука ќе наидете на прашање кој е денеска дел од денешната анкета на црвена линија. Што ви пречи најмногу во јавниот превоз? Имате две опции за одговор, под А неодговорни возачи и под Б некултурни патници. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и како и секогаш ќе ги соопштиме резултатите конкретно во издание на црвена линија. А верувам дека и денес оваа црвена линија ќе биде отворена како што е за сите вас, па и особено за оние кои што сте од двете страни, и како патници, но и како возачи во јавниот превоз. Да слушнеме всушност како можеме да ја подобриме ситуацијата и квалитетот при користењето на јавниот превоз. За учество во црвена линија, особено важи за оние кои што ќе посакаат за прв пат да се вклучат во ова издание на црвена линија, верувам ќе ве има такви. Доволно е да го завртите нашиот број 02 307 0005. И ве замолувам однапред, штом го завртите нашиот број и ве вклучат од режија, веднаш целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Од проста причина да се слушнеме добро и секако да немате чувство дека не сте вклучени или некој друг зборува наместо вас. Секако ќе потсетам, едно вклучување, едно јавување временски е 90 секунди, така да секој кој што ќе сака и посака да има нови 90 секунди, се додека траеме, слободно побарајте не. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до емисијата. Благодарам. Темата ви е одлична. Значи, проблеми во секојдневниот живот, односно проблеми со јавниот превоз. Вака се, да видиме реални, имаме недостиг на превозни средства, односно автобуси, кои се на релација каде што превозникот оди на работа и со самото недоваѓање на автобусот, тој превозникот буквално доцни на работа, што не е
никаков закон не е согласно. Значи, јас гледам дека недостиг на превозни средства е најголемиот проблем кај нас, опште во Македонија, посебно во Скопје, каде што е прав хаос. Јас да ви кажам искрено, не ми е јасно 21 век, а уште да се занимаваме со овие работи кои што се стварно потребни на секој граѓанин во Република Македонија. Ти напала што ми оставивте место, успех ко работа и добро здравје до слушање до наредната емисија. Благодарам многу и вам ви посакуваме да останете во добро здравје и да продолжите да бидете активни и да учествувате во секој едно наредно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден! Верувам дека по вртењето на телефонскиот број 02-307-0005 ќе ве превземат од режија. Она што ве замолувам, морам да го повторам тоа, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден! Добар ден, како си Чинги, добро си? Добре сум, дали го намаливме? Како е работа? Добро, оди на работа. Дали ме слушате? Дали го намаливте? Те слушам, угасам телевизорот. Така. Ајде да... Кај ќе одите на море, на Ибица? На море кај ќе одите? На Ибица со Ненад и таа пријателката. Дали користите јавен превоз? Да преминеме на главното. Дали сте корисник на јавен превоз? Вака, сега ќе го поздравам гледачот и ќе се заблагодарам прво што доби желба да се вклучи во Црвена линија и ве замолувам да се фокусираме на она за што зборуваме. Секако темите кои што ги поставува Црвена линија не засегаат сите нас. Црвена линија е целосно наменета не само како гледачи, туку како граѓани, простор каде што ќе можете да ја предочите реалната секојдневната слика. Денес зборуваме за јавниот превоз. Секако сме сведоци и за гужвите, и за доцнењата, и за нередовноста, но денеска генерално зборуваме за квалитетот на услугите во јавниот превоз, за културата и на патниците и секако за квалитетот на работата и на возачите. Денес имате можност, еве, во Црвена линија, токму да ни предочите кои се вашите одговори, ставови и искуства пред се. Така да, еве, гледачот, ќе го замолам, ако повторно го заврти нашиот број, да се фокусираме на темата, би сакале секако од него да ги слушнеме неговите ставови. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па видете да ви кажам. Ја работев во ЈСП 45 години. На времето од Полска имаше делегација да дојде у Скопје, дојдова и кај што е Дајмонд сега, трговскиот од Дајмонд ова, што е направено у Скопје, кај старата железничка станица, кој ќе се тргнат возовите, да нема железница, тука да биде булевар со трамваи, со сите нишани, целиот превоз, целата инфраструктура превозна, сообраќајна да функционира на град Скопје. Кога тој проект не го прифатива со референдум дека трамвај не им треба навомно на некој си кузна од каде дошол у Скопје и тој ќе одлучува или може беше успешен тој референдум, важно они тој ДУП, тој план за старата железничка станица направива циркузијада. Пругата ја тргнава, направива Дајмонд, таков центар не е лошо, ама ти прво идентитетот на Скопје кај што беше железничката станица, кај што беше паркингот за пајтоните на времето што идева. Целата работа, најубавиот дел на Скопје го упропастива начисто. Онија архитекти, онија некои проектанти од негде, некои клаза, некои направива и тој проект пропадна и шансата да се реши град. Многу ни е драго што се вклучивте во оваа Црвена линија, пред се по она што го споделивте дека токму вие сте биле вработен или и возач, колку што разбрав, во јавниот превоз.
Но како и да е, ќе ве потсетам, правилото на црвена линија е 90 секунди за едно јавување, време траење, со цел да имаме повеќе вклучување, бидејќи време траењето на цело едно издание на црвена линија е предвидено да имаме поголем број на гледачи, за да имаме поразновидни гледишта, ставови и така натаму. Гледачот ќе му укажам секако, покрај тоа што ќе се заблагодарам, повторно да го заврти нашиот број и секако за да се надополни, доискаже да добие нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ајде, добар ден, Тике. Поздрав до вас. Еве да ги слушнеме вашите одговори. Еве, јас ќе кажем, ја од Подшара ти се јавувам. Зошто ја кој ќе дојдем у Скопје, за мене Скопје е туристичко место. Не само за мене, и за тие од Јапонија, од Кина и од не знам од каде. Затоа превозот, а и јас сум и за трамвај, јас сум и за подземна железница, јас сум и за све. Некој вие, како да кажем, не само телевизиите и ова, некој упорно дигнал ручна. Не сакам, не ова не сакам, не ова не сакам, не ова не сакам, и уште магариња и коњи да не донесете у Скопје. Затоа некој сериозно ова кој го кажува, нема да барате со прст во Битола, во Кичево, во Струга, во Тетово, во Демиркапија, во Неготиново, Кавадарци. Вие у Скопје, пак уште да ќе се повторам, сте туристички центар, исто како Охрид. Вие добро да размислите тамо. Зашто ја овде плаќам у Тетово струја, вие у Скопје, било која општина да сте. Комунални, порези, тоа овора. Затоа вие тамо, све што ќе биде демонатив на тоа јас сега што ќе кажем, вие сте криви скопјаните, никој друг. Благодарам многу за споделеното. Продолжете да не гледате. Темата денеска во црвена линија е како да се подобри безбедноста и културата на возачите, но и на патниците во јавниот автобуски превоз. Како да имаме секако поквалитетен, поубав и секако јавен превоз кој што наликува на современите, модерни превози во светот и во Европа. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас во црвена линија. Како сте добре? Благодарам, верувам дека сте и вие. Да. Според мене подобрувањето на јавниот превоз бара заеднички напор. Возачите треба да бидат професионално обучени, а патниците едуцирани за културно и одговорно однесување. Со кампањи, видеонадзор, јасни правила и санкции, како и редовна контрола, можеме да создадеме попријатна и побезбедна средина за сите. Од анкетата и двете појави се проблем, но лично мене повеќе ми пречат некултурни патници. Атмосферата во автобусот многу зависи од однесувањето на луѓето. Кога има викање, туркање или фрлање на ѓубре, патувањето станува непријатно за сите нас, така? Секако и возачите треба да бидат одговорни и професионални, но културата на патниците секојдневно се чувствува. Според вас, еве, кој е најдоброто решение за да имаме поквалитетен, безбеден и убав превоз? Според мене треба да се воспостави видеонадзор, како можно да се постават камери во автобусите, да возачите да одат на едукации за професионално возење и патниците да имаат повеќе култура. Тоа е според мене, моето мислење. Ако е тоа се, благодарам многу што го споделивте вашето мислење со гледачите на црвена линија. Продолжете да не гледате. Секако мислењата, одговорите на денешните прашања во однос на дискусијата и темата која што ја подготвивме за вас, сето тоа може да се реализира и преку коментари и споделувања. На Facebook е доволно да го заследите профилот и на црвена линија и на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму и секако учествувате и преку пишување коментари. Секако редовно ги читаме секојдневно меѓу вклучувањето на гледачи. Пристигнати се коментари, така да продолжете, пишувајте, наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Добар ден. Ало. Добар ден. Здраво.
Здраво. Дали сме корисник на јавниот превоз? Ја не, ама ретко ја користам, ама невеста ради тоа што иде на работа користи. И да ти Што кажам, вели искрено, таа? автобуси нема, ама ич. Еве, нарочито сега, поред на возење, да речеме, автобус број 42, и го немаше, па морала да врти од околу, а по ред на возење го пише дека се обраќа. Значи, нема автобуси, редуцирани автобуси, нема, значи, ни најмалку одржавање на тој минимум ред на возење што е. И не сум задоволен на тој поглед, бидејќи она ми го каже овој муабет. Ја ретко користам или со тошак идам у град, или чат-пат колата ја палам, али претежно со тошак идам у град. Ево со пидист. А што се однесува до културата, па ние што очекуваме култура кај шоферите? Па за тие пари што ги взимаат, што сакаме ние од филолошки факултет, образовани шофери, кои треба да имаат добар вокабулар, да знаат, да зборат, да се изразуваат. Не бе, господјо, према парите, та и такви шоферите, значи, таков ќе му биде и вокабуларот. А рачунај ти денеска кои нерви он треба да ги има, со какви све патници се расправа, џабе му и таа вратата му што му е затворена, абе проклетија народ се вози во автобусот и добар е што тој шофер нервите не му се попуштени. Треба да има бенефициран стаж 6 месеци. Ајде, поздрав. Благодарам, поздрави. Еве, бидејќи откривте, поздрав и до вашата сопруга, ако не гледа заедно со вас во моментот. Продолжуваме секако, ве потсетувам, почнете, пишувајте коментари ако не можете да не добиете во живо или ако ви е полесно на овој начин, бидејќи коментарите се активно учество во денешната дискусија со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака ти ви посакувам убав ден прво, Исто. а второ, сакам да кажам дека безбедноста е културата. Па тоа се зависи од нас. Корисниците на превоз, шоферите исто така. Во мое време, јас не сум корисник на ниеден превоз, меѓутоа сакам да кажам, во мое време, кога идевме во автобус, се знаеше како се влегува во автобус, платиш карта, седнуваш, ако има место, ако нема таму, идеш назад и така натаму. Меѓутоа, ако се случеше некоја галама, тепачка и било како, шоферот ги затвораше вратите и одеше право во полиција. Сега шоферот не сме да појде во полиција, ќе го истепат шоферот прво. Значи, пред малку кажа една господја дека треба да има камери и така натаму. Абе, не треба да има камери. Штом не реагира полицијата, не може ништо да направи. Шоферот што ќе прави? Мора да си молчи и да тера. Потоа се гледа дека по автобусиве се носат и пазари и свашта нешто. Повеќе личи на приватен превоз него на јавен превоз. Значи автобус е автобус за ученици, за работници, и за сите корисници, меѓутоа умерено. Толку нам да кажам, ви благодарам и посакувам го славен ден. Благодарам. Ми посакуваме секако и ние секој е добро, но останете и понатаму до време трењето на црвена линија за да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на денешното прашање на црвена линија. Односно, како да се подобри безбедноста, културата на возачите и патниците во јавниот автобуски превоз. Неретко се зборува и за грижата на патниците во однос на автобусите, бидејќи секако не е пријатно да сведочиш и секојдневно да гледаш искинати целосно, например, расклатени седишта, откурнати и шкртани пластики, потоа неретко залепени гуми за жвакање, столчиња кои што не се во функција, неретко под знак прашање колку се одржува хигиената во самиот автобус. А сега во овие жештини неретко се случува и да нема клима. И сето тоа влие врз квалитетот на користењето на јавниот превоз. Не само одагол на тоа да е веден автобус и возачите неретко се и самите сведоци, како знаат патници да внесуваат работи кои што навистина не би требало да бидат внесени.
Неретко има сведоштва каде што патник знае да влезе и со коза, да, колку и да ви звучи бизарно. И сето тоа создава еден неред, едно неспокојство и се помалку, еве, ја се повеќе има коментари околу тоа како се чувствуваме додека користиме јавен превоз и во однос на безбедноста, задоволството и така натаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Јас мислам дека треба и како прво шоферите да бидат професионални возачи, да имат лични живци, затоа што имат работа со многу народ во тај автобус. Наместо, например, да се примат 50 души во автобусот, може да има во автобусот и 150 души. Значи, работата е во професионалноста на возачите и културата на патниците. Патниците кои не може да добијат, кои немат автобус, бутат се и улеват у автобусот превише и повеќе отколку што е потребно. Значи, тука настанува турканица, бутаница, дури и до тепачки долаја. Значи, работата е у тоа што Скопје стана велеград. Половина Македонија е веќе во Скопје. Не може да се обезбедат ни автобуси, ни приватни, ни државни, никакви веќе автобуси. И превозот е веќе ризичен во Скопје. Значи, работата е во главата на луѓето. Треба да имат култура, да не се буткат, треба да има повеќе превоз, за да можат луѓето да се распоредат правилно во автобусите. Има стари луѓе што стоат, а младите седат и се излежават врз седиштата. Благодарам за споделеното. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Сега е време да видиме какви коментари пристигна и на профилот на Црвена линија на Facebook. Подсетувам, за следете го нашиот профил и профилот на Телма телевизија секако. Ги објавуваме темите паралелно и на двата профила. Ке почнеме со коментар на господинот Миле Стојчевски. Еве што напиша. Во анкетата не е доволно да се избере само А или Б. Проблемот не е црно-бел. Затоа треба да зборуваме за колективната одговорност и потребата од промена во начинот на размислување. Во јавниот превоз не смее да се бара виновник, туку решение. Треба да се смени начинот на кој размислуваме. Менталитетот на македонецот кој често гледа на возачот како непријател, а не како човек што работи под притисок. За подобрување на безбедноста и културата неопходни се вреднување на трудот на возачите со подобри услови и поголема поддршка, намалување на цената на картата за да се поттикне користење на јавниот превоз со почит, едукација и јавни кампањи за одговорно однесување и од страна на патниците и од страна на возачите. Модернизација на возниот парк и воведување на дигитални решенија за подобра комуникација и безбедност. Ниту возачите, ниту патниците не се проблемот сами по себе. Проблемот е културата на непочитување и неразбирање. И тука треба да почнеме со промени. Благодарам многу, господине Миле, за коментарот и за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Верувам не гледате во моментот. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Можам да почнам? Секако. Добар ден. Ве слушаме, добар ден, повелете. Добар ден, ви благодарам. Сметам дека да се подобри безбедноста и културата на возачите и патниците, да, ве слушам и јас. Мислам дека прашањето е како да се подобри безбедноста и културата на возачите и патниците. Да се прашаме дали тие патници и тие возачи имат нормални услови за опстојување во јавниот превоз. Зошто не загриземе малку подлабоко во проблемот? Кој доведе до оваа состојба? Пред 2 и повеќе години, кога се водеше кампања за избор на премиер и нова влада, за избор на градоначалник и управа на градот, фалби безброј, 200 автобуси електрични,
без загадување во градот, ќе се среди системот. Ништо од тоа не се случи. Каде се автобусите? Ако нема средства, земавме кредит 6-7 милиарди евра. Зар не е на прво место безбедноста на возачите и патниците? Зашто не се земе делче од тие пари да се подобри јавниот превоз? Да тие луѓе, што ги спомнав, првите на градот и владата, не се возат со автобуси. Не застанале на 40 степени температура да видат како е да се чека по повеќе од половина час автобус. Крајно време е да помислат дека тие луѓе што ги избрале се заслужни да им се подобрат условите за превоз и живот. Големо благодарам за споделеното, за учеството и одговорите во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Моментално само што се возев од болница во тој така наречен канта превоз, се сеќавам оние од ДПМН кои што галамеа пред 4 години за модерна метропола, не знам дали се сеќавате вие, за модерни автобуси. Знаете што е? Хаос. 600 вработени имате вие во ЈСП. Дали некој обрнал на хигиената во ЈСП, дали некој тие автобуси барем да ги испере ако не ништо друго? Ни тоа не е направено. Зашто? Затоа што представниците во Советот во градот Скопје, начело со тој Луке Муке, како се вика, би сакал да го мотивирам, заедно со, јас сум лично со попреченост, нека повели со нас барем еден час да помине во јавен превоз, да види како е. Ако здраво способните избирате алтернативен начин да стигнете од точка А до точка Б, а ние лицата со попреченост немаме алтернативен начин. Ние сме изложени на таа нехигиена и на тој канта превоз. Ви благодарам. Големо благодарам за споделеното. Еве директно преку гледачот искуство кое што го сподели со вас. Тоа очекуваме да слушнеме од Црвена линија. Ова е просторот, подсетувам, само за граѓаните. Добар ден. Добар ден, ако сум ја. Да, вие сте, повелете. Добар ден, Тимче. Поздрав до вас. Не можам никако да ве добијам. Од вај ве добив. Драго ни е. Прекрасни теми давате. Исклучителна телевизија. Со дефицитарни теми што работите. Сега да почнеме на... Јас се слагам со сите претходни што се јавија. Меѓутоа, некултурата не е кај шоферите. Некултурата е кај патниците. Не може патник да влезе во автобус и да збори на телефон, сите да го слушат. Треба да биде забрането тоа. Друго, лично моја иницијатива е тоа, а и поднесено е барање директно до владата, да се укинат пензионерските карти, без пари. Најголема гужва е тоа пензионерите. И недостаток на автобуси има, и кога ќе дојде автобусот, му се пуштат на шоферот и шоферот има живци. Не може тој да издржи. Да му се укинат, контрола да има, ако сака да има пензионерска карта, 300 денари да ја плати. А не вторник и кој ден таму се возат 4 дена во неделата. Значи, вработените не може да додат на работа од пензионерите. И застанал над тебе и ти стои, млад бил, ама цел ден бил или во кујна, или на шанк, или било каде во фабрика. Тој е изморен, а тие Благодарам многу за учеството и драго ни е што и ве конечно успеавте и да не добиете и верувам дека нема да биде прв и последен пат вашето вклучување во Црвена линија. Одеме повторно на Facebook, ве подсетувам, пишувајте коментари, тоа е активно учество, ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите. Продолжуваме со коментарот на Тихи Дон. Сите сме подеднакво виновни за хаосот во јавниот сообраќај. Има многу некултурни патници кои ги уништуваат автобусите. Условите се лоши, нема ни клими. Нон-стоп се расипани, нема делови за поправки, крпи, закрпи,
Да, шоферите работат во лоши услови, под голем притисок, но има и многу шофери кои зборуваат на мобилни, пушат цигари, се зборуваат со колеги и пријатели во кабина. Голем удел за лошите услови имаат и раководството и политичарите. Благодарам за учеството преку коментар Тихи Дон. Подсетувам, пишувате коментари и споделувајте. Добар ден. Овде е Киро Зафировски јавам. Ве слушаме, господине Киро. Еве, кој е вашиот одговор на денешната тема? Абе, убаво да се вози со автобус, само многу кочници имаат терсене. Многу нагло кочат. Ја ако идам, унутре нема онако патници, сам идам слободно све. Ако ќе закочиш со тоа автобусот, леташ низ бродот, ако не се држиш фино. Све стиги. Внимателно ве слушаме. Намален ли е тонот на телевизорот? Не е скроз само намален. Скроз треба да е. Продолжете, ве слушаме секако. Значи, нагло се кочи, сакате да кажете? Нагло се кочи многу, као да иде надоле па на нас дугоди. Многу тежане со автобуси во шофери, кујнат кај ги зема нема. Ало? Внимателно ве слушаме, не ви упаѓам во збор, продолжете. Абе, ја сум бил возач, само добро сум возил. Еве, зошто тогаш нагло се кочи? Поради тоа што кочниците не се како што треба, не се сервисира? Точно, кочниците не се како што треба. И шоферот не е како што треба. Добро, како... Само да нема арсова специалист шофери. Како можеме да имаме поквалитетен јавен превоз? Кој има метро под Скопје. Метро кој има, метро. Се водиме во метро. Најпометно, 30 метра по ден. Благодарам за споделеното и ве слушнавме од гледачот кој што и самиот бил работел како професионален возач, дека неретко дури самите сопирачки знаат да бидат недобри, но и дека и возачите знаат и како лошо да згазнат на сопирачките. Се нешто секојдневно сме сведоци кога станува збор за секојдневното користење на јавниот превоз, очекуваме еве да слушнеме од вас како можеме да дојдеме и до подобар квалитетен јавен превоз и како да имаме пред се безбеден, убав, пријатен и секако не вака стресен јавен превоз. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Секако, повелете. Благодарам, пак. Прво, не се цени воопшто човечкиот живот, дали некој ќе погине, дали ќе остави фамилија на цедило, воопшто нема респект. Сега ова може да се реши не 100%, но треба да се ригорозни мерки примена. Оној кој ќе направи со најмала штета, да речеме, одземање возачката дозвола минимум 6 месеци, во зависност од висината на штетата која ќе ја направи. Дури да биде одземање на возачката дозвола до доживотно. Второ, ако и да одржи казна затвор, да плати парична оштета и да му се забрани да нема право, ако е во поголеми размери, да нема право да полага поново да биде возач. Тој не заслужува да му се дозволи да располага со некако возило, затоа што тој е потенцијален убиец на сопствениот род. Вакви возачи ги има во нашиот град толку колку сака. Ја немам со која смелост, со која храброст излегува без никаква дозвола. Фактички колку сака нека знае да вози. Што нема дозвола, не поминал преку тоа решето и сито. Фактички тој нема право Сакате да кажете дека и возачите на јавниот превоз се без, зборувам за автобуси, се без возачки дозволи? Тие возачите на автобуски, тие се посебна приказна, за нив ако треба да зборуваме, треба да... Треба да зборуваме за јавниот превоз. Денес не ни е темата јавниот сообраќај или сообраќајот и состојбата, туку зборуваме за автобусите. Сведоци сме дека секојдневно се повеќе станува вистински стрес. Неретко знаеме да слушаме дека е неподносливо,
Но што е тука е дали можеме да обезбедиме побезбеден јавен превоз, поквалитетен, да биде вистинско уживање, како и за патниците, но и за возачите, па како да се подобри и безбедноста и културата, како на возачите, така и на патниците. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас се јавам од Тетово, во врска со безбедност на овие... Така и во Тетово има јавен превоз, се возат, верувам, тетовче. Моментално има превоз, добре е све во ред, меѓутоа културата фали. Колите се паркираат војно и не може ни автобусот да пројде. Не са криви шоферите. Криви са луѓето што се паркира така, што не дозволат ни автобусот да пројде. Мислим, од овде, ни 1 километар не може ни за саат време да пројде автобусот. Значи, сообраќајте све во ред, меѓутоа културата на возачите други од колите приватни е проблемот највише. Еве, дали сте имале можност да користите јавен превоз во главниот град, да се возите со автобус? Не, во Скопје не сум имал, тоа не сум јал во Скопје, од Тетово. Така. Па добро, еве, кога ќе дојдете во Скопје, и еве, јавниот превоз во Тетово, како се користат, преспоставувам, комбиња, имате возачи? Не, во ред е тоа, има и автобуси и комбиња. Да, дали сте еве задоволни какви се тетовчани во однос на културата и хигиената, и возачите и патниците? Возачите са окей, меѓутоа патниците са за нигде. Така, благодарам за споделеното. Секако, иако кога зборуваме за јавниот превоз, најчесто се добива впечаток дека е многу скопска темата, но секој еден од вас секако во животот ќе дојде во Скопје, можеби ќе имате гости од надвор и ќе сакате секако да стигнете до целта, наместо со такси превоз, како и секаде во светот да се користи јавниот превоз. Но, еве, слушавме од повеќе гледачи дека вината се префрла. Најчесто се спомнуваат патниците како причина зошто возењето е такво какво што е, но се бара и вина кај возачите, па како до подобра безбедност, повисока култура во јавниот превоз. И секако ќе споменеме и хигиената. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам. Тимче, поздрав до тебе, голем поздрав. Благодарам. Вака да ти кажем, Тимче, ја има шанса да идам у Скопје, например, нели, пензионерите кад се возеша, мислим, овој бесплатно, а се е до народот. Како јас што видов и сам се возила со автобус, со кола, мисли, че ни векот сега помина се возејаќе. Абе, толку смо народот некултурни, убаво кажа господинот од Тетово, и нели овие што беа автобусите, што бесплатно се возеше пензионерите. И замисли Тимче, народ идеше му таму на водно, на крстот, нели горе, и народ си чека за работа, за оној, а они пензионерите се качиле горе тие автобуси што се со стрите спрата, знаеш. И горе се играт карти и се возат по цел ден по овие пензионери. Па Тимче, ајде сега, кој е крив да кажемо? Толку да се себични пензионерите, и јас сум пензионер, али ја такво никад не би го направила. Да играш ти горе на трети спрат, да... Сакате да кажете дека тој бенефит го користат за да им биде забавно, да забава да ни биде и се уживат, баш ги брига, се што вика, ќе се возимо, гајле ги не плаќат, нели бесплатно. Тој што е бесплатно, не те слушам нешто, Тинче, тој што е бесплатно, ја по моја сакам се да се укине. Сите со карти да си плаќат, пензионери ли се, какви што са, па имала сам шанса, нели, овие адвокати што са суди, па се возат бесплатно, замисли овие, една жена сиромашна немаше да плати карта, а овие полицајците и адвокатите себе спари, а неа го исфралија од автобусот, Тинче, веруваш ли? Мене ми доодеше да му платим карта, толку ми стана криво и сам видела, значи, еве додека го докара Македонија. Биди ми жива и здрава и поздрав за сите во Телма, прекрасни сте. Чао, чао. Благодарам многу и за вклучувањето и за тоа што земавте учество во оваа денешна црвена линија. На Фејсбук се префрлуваме. Продолжуваме со коментарот на Цвета Тасовска. Еве што напиша.
Шоферите поединци скоро цел ден се на мобилни, возат како компири да има во автобусите. Ги расипаа, не мислат дека леп носат од тој автобус. Борка Маневска пак напиша да се укине бесплатниот превоз за пензионерите. И јас сум пензионер, но кога имам потреба си купувам карта и не одам никаде само за да се возам. Благодарам и вам за пишувањето коментари. Секако продолжете се додека трае црвена линија, па и по завршувањето Facebook е местото каде што можете и како следбеници на нашиот профил Црвена линија да развиете дискусија. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Благодарам. Па јас се сложувам со Славица и со тоа што прочитавте да се укине бесплатниот превоз, ама не на пензионерите, само на сите. И на ученици и на студенти да нема бесплатен превоз автобуски во Скопје. Е сега културата на возачите и на патниците. А културата на граѓаните? Па таму се доаѓа. И возачите и патниците се граѓани на Скопје или на Македонија. И од таму доаѓа таквиот однос како што е во собраќа од прво општо, све имале полно теми и за тоа, исто и сега овде. Ако некој нема домашно воспитување, како ќе има ќе биде воспитан како да се одесува во автобус и без разлика дали е возач или е патник. Значи, а да не одиме до таму, тој автобусот е државен, знаете, градски. Па што нас не е гајле? И шоферот тоа го мисли патниците. Што не е гајле дали ќе се однесуваме кој што треба или ќе направиме нешто да го оштетиме? Или да направиме некоја глупост, скандали, нели полиција колку пати се запира автобусот, тепачки и слично, или се шутира, се крши, возачот се однесува нечовечки, да речам. Тоа е се од општата култура на тие што ја користат автобусите, а општо и на ниво на држава. Најмногу зошто градот Скопје па да купи автобуси, кога може да купи владата, централната власт. И тоа е култура на една држава, нели? Благодарам за учеството, за одговорите. Продолжуваме и понатаму со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Мило со прв телефон. Баш ќе го имам ова искуство као возач во Кристијан, сам сум возел во Норвешка, само 2 години, кратко. Прво сум возел трамвај у Белград. Па ајде ве споделете како е. Значи не сме никој да ви изнервира и самата контрола кога сум ве јас пуштил бесплатно да се возите и контрола ако влезе да ве најде без билет, ја ќе кажам дека сум јас сум ве пуштил, ако он мене ме изнервира, имам право да го оставам трамвајот на линија да излезам и да се отидам. Тоа е едно правило. Второ правило, у Христијан сам Норвешка возе автобус 2 години. Таму имате, значи, како автобуските станици, што е лентата, тоа е само за автобуси, пријатно со здраве. Не сме ни една кола, ни такси, никој не сме да застане. Све се тоа огромни казни. И така возачот си вози и нема нервози, нема ништо. Нервозите нити се патниците, нити се возачите. Зашто никој не го спомне во градски сообраќај без 45 дена у контрола? Зашто не праќа нон-стоп аеродром Ѓорче Петров и Партизанска и што ќе знам? Не праќа Порачиново. Зашто не праќа 18 да провериме? Кај што се возат браќата без пари, све. Значи, тоа никој не го спомне, тоа никој не го гледа. И не сакам да се изразам нешто, после времето отиде, поздрав пријатно. Благодарам и умно што не се изразивте, сигурно верувам сте изиритирани, но може и на пристоен начин, без нели да ги имаме оние погрдни зборови навредливи, да поентираме и да го дадеме одговорот кој што го бара Црвена линија. Благодарам за вашето учество и за вклучувањето. Добар ден. Намалете го тонот на Добар ден и убав ден, ако се слушаме телефон скросена. Така, супер, се слушаме, повелете. Како да се поделиш? Многу сум, значи го поделувам гледачот пред малку, значи има право, значи каде се вози и каде се вози бесплатно. И за жал ние граѓаните сега, како да кажам, некои мораме да плаќаме за сите што живеат бесплатно, пошто се многу работи, вода некој не плаќа, струја не плаќа, превоз не плаќа, некој работи.
Значи, многу е тука која демократија. Значи, за некого е огромна демократија, ужива како сака и што сакам, никакви закони не важат, а за некого е сега културата. Како да направиш ти култура? Не можам, ја со години сум се возела со автобус, не сум, меѓутоа можем, не знам, 2 години сум се качила автобус, не знам. А овако, меѓутоа, како културата? Па мора да имаш, културата е еден према друг. Затоа што имате вие возачи, значи, не знам што да кажам. Телефонот им е важен, отвара, затвара, врата како сака, удира, брза, стои. Значи, нема никаков ред во тие автобуси. Деца лагат, излакат, без пари, со пари, не знам, без ова, како да ја направиме. И јас се чудам како безбедноста и културата едино со касни, не знам, или да има некој еден човек што ќе прави ред и ред, друго не знам што да кажам. Значи, вие културата како ќе ја помина? Човекот е тој што се раѓа како што е. Сега и безбедноста, како ќе се... Благодарам многу за учеството и јавувањето во Црвена линија. Останете со нас. Да видиме какви одговори ќе добиеме од следното вклучување. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Видете, ги слушам сите и скоро се чудам. Абе, тој ни е менталитетот наш македонски. Кој е култура, кој е све? Се чудам. Ево, ја не сум во Скопје, меѓутоа, замислете вие еден главен град на една држава да нема собрајче, градски собрајче, да не одам по метроа област. Тоа е срамота. Како ќе го финансира, дали влада, дали град Скопје или не е важно. Тоа е одлика. Тоа е одлика на еден град, главен град. Меѓутоа, дека сме ние такви, нажалост сме такви. Не можеме да се поправиме. Се само да се уништи туѓото, се како да е туѓо. Сепак, овие бесплатни карти, чекај, до каде? Тоа е јавно сообраќајно предпријатие кое треба да има пари, да и плати утре возачи, да плати нафти, да плати ремонти. Што е тоа измислено со бесплатни карти? Јас не можам да сватам. Ние сум пензионер, нема врска. Па јас затоа добивам пензија. Па отиде ми дава во веројно масло, 2 или вода, без пари. Па шо да ме вози некој во автобусо бесплатно? Са тоа дали го донира општината, после не знам, али во секој случај, некој за да работи треба да зема пари. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Сакам да искоментирам за пензионерите што се возат бесплатно. Дали некогаш помислија дека пензионерите имат своја пензија која ќе си ја купат картата да се возат, а луѓето што се невработени, кои се сопруги, например, на некој пензионер, кои се цело време невработени и кои не може да си ја купат картата, не взимат пензија, не може да остварат право на социјална помош, никаква помош од владата, од државата. Дали некој пат помислила државата дека колку многу семејства има што ги трпат во семејството, нема да добијат денар од својот сопруг? Дека седат во фамилија ради деца, дека не може да си купи ништо, па да не може да се качи ни на автобус да се вози. Затоа што нити е пензионер, односно пензионерка, нити денар од државата. Невработена, чекајќи надеж некој пат да биде вработена, годините и поминале и ништо. Шо со тие луѓе? Зашто пензионерот взима пензија, нека си плати карта и нека се вози? Нели е срамота тоа? А во однос на времето, во однос на културата сакавме да слушнеме, еве, која ќе биде ваша оценка. Драго ми е што се вклучивте, еве, од малку поинаков аго, низ нејзино искуство гледачката сподели со сите нас, всушност дека постојат и категорија на луѓе кои што не се корисници ниту на пензија, ниту работат. Што значи
каде е нивниот простор. Црвена линија секојдневно обработуваме голем број теми, така да, еве, токму и со вашето активно учество, некогаш сте и вие наша насока и инспирација за тоа што е следно, што би можеле да поставиме како тема. Да се навратиме на денешната тема, значи според вас како до подобра безбедност, подобрување на културата, на возачите, но и на патниците, на сите нас. Некои од гледачите спомнаа дека можеби најдобро да има контроли, казни и така натаму. Каде го гледате вие решението? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас секако ќе дадам предност на гледачите, имам чувство дека има некој, но ќе се обидам уште еднаш и ќе преминеме онаму каде што има коментари. Добар ден. Добро, ве пренесувам на Facebook. Ќе продолжиме со коментарот на господја Драгана Костовска. Дали може да го покажеме? Благодарам. Се возам често со автобус и најмногу што сум чекала било 45 минути, а најмалку 15 до 20 минути. Не ги има често и не се запазува времето на автобусите, кое е евидентирано на сајтот. Во однос на тоа како возач сум се соочила во многу случаи на непријатности од типот на нагло кочење, незастанување на постројка, отворени врати за време на возењето. Благодарам, Драгана, за учеството во Црвена линија, за споделувањето на вашето искуство преку коментар. Она што сега веќе следува се рекламите, продолжете да не следите, останете со нас по рекламите, ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм Црвена линија анкетата. Па сега да погледнеме како оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, заследете не сега, уште во овој момент, профилите се Црвена линија и се разбира Телма телевизија, учествувате во утрешната анкета, а оние кои што веќе не следат, еве како одговорија на денешната. На прашањето што ви пречи најмногу во јавниот превоз, под А, неодговорни возачи, одговорија 43%. Под Б, некултурни патници, 57%. Тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Големо благодарам за сите вас кои што се вклучивте. Секако благодарам и за вас кои што не следевте. Продолжуваме и утре со нов предизвик, нова тема до сите вас. Информирајте се и на telma.com.mk, кликајте редовно, а останете со Телма, бидејќи она што следува е да се кажеме со Горан Петерски.